Време е да почнеме да зборуваме или пак да му посетиме внимание на вашето здравје, особено да добиете еден по-младешки изглед или пак да си ја подмладите својата кожа на лицето, нешто што е важно и актуелно. Ќе се сложиш? Да, еликсир на младоста не знам дали постои, но тоа ќе ни го открие во продолжение господинот Емил Лугиновски. Добре ни дојдовте во утринска на Телма. Од медицинска гледна точка денеска ќе зборуваме за подмладување на кожата на лицето. Добро утро, добро ве најдов. Ми е чест и задоволство што ќе бидам гостин во вашата емисија, каде што ќе зборуваме за примена и апликација на хијалуронските филери. Да, докторе, вие сте директор на Неуромедика, поставувате една нова метода, хијалуронски филери, што представуваат истите? Да, значи токму така, светски тренд во последните 5 до 10 години е да луѓето се разубавуваат, значи од медицински аспект. Да им пркосат на брчките. Да, и да им пркосат на брчките или на борите на македонски кажано. При што, значи, во последните година-две е интензивно апликацијата на хијалуронските филери во Република Македонија, значи во која што, иако со мало задоснување, меѓутоа сепак почна да постои еден огромен интерес. Значи, ние зборуваме денеска за апликација на хијалуронските филери на полето на лицето и на усните. Обично сите мислат дека филерите се за усни, меѓутоа јас ќе ви кажам дека преку 50 пациенти, 50% од пациентите се кои што сакаат другиот дел на лицето да го променат. Е многу поважен е според мене. Па да бидам искрен, да. Тренд светски е да устните изгледаат со зголемен волумен, да кажам онака бомбастично, да. Меѓутоа борите на лицето се еден составен дел во кој што порано или покасно ке секој човек се јавуваат, без разлика дали се мажи, без разлика дали се жени. Значи, како кожата старее, така го променува својот изглед и борите се јавуваат на лицето. До 25-та година промените настануваат до 1 милиметар од длабочината на кожата, значи епидермот, што е многу ретко и тие пациенти не доаѓаат да го прават лицето, обично доаѓаат за зголемувањето на волуменот на устните. Меѓутоа веќе од 25-та до 35-та година во папиларниот дерм, значи во дебелина од 1 до 2 милиметра се јавува промената на кожата. Од 35-та до 45-та година се јавува веќе подлабоко, 2 до 3 милиметра, значи во ретикуларниот дерм. Перманентно се зголемува. И над 45-та година, кај што веќе највеќе борите се приметливи, се јавува во хиподермот, значи повеќе од 3 милиметра. Како организмот старе, тоа си влегува подлабоко и подлабоко, меѓутоа нели хиподермот е онаа последна состојка на кожата, во која што се зголемуваат обемот на борите. Значи тоа е граница. Сега многу често прашуваат луѓето кога треба да се почне со апликација. Па да, значи не постои идеална возраст кога би требало да се почне. Може би кожата кога најбро ќе реагира? Кожата веќе почнува да реагира, значи како што ви кажав, промената ке секој човек почнува, да тоа е неизбежен дел на старење, веќе од 25-та година нагоре. Јас имам пациенти кои што имаат и 65 години, 70 години кои што ги сават, меѓутоа имам и девојки со 21, 22 години. Ве гледаме и дел фотографии. Баш така, значи конкретно хијалуронските филери, ова е од тој бренд кој што јас го користам, значи тоа е стилажот, тоа е најпознатиот филер во светот и признат за 2016 година. Значи од Vivasi, познатата француска фабрика, значи која што е бренд број 1 во светски рамки, значи би кажал, значи во еден вид на Мерцедес во која би правеле компарација со автомобилската индустрија. Значи ова се снимки кои што покажуваат нели промена на волуменот на устните. Ќе зборуваме малку понатаму, само сакам да објаснам дека ова се работи за монофазни филери. Значи тоа се филери кои што хијалуронски филери кои што се од најновата генерација и кои што веднаш при самата апликација постигнуваат таа посакувана форма. Значи не треба да поминат
5 часа, 10 часа, 20 часа, 2 недели, 3 недели. Да, веднаш бидејќи хиалуронот, тоа е таа монофазна структура на филерот, дека имаат гледачите прилика да ги видат промените, гледате, после ќе зборуваме за назолабиалните бори, за промената на устните, гледате тамо на десната страна од екранот и така натаму и така натаму. Меѓутоа, значи она што сакам да кажам е дека како се внесува во моментот филерот во самото тело, тој веднаш се врзува со водата. Ја дојува својата форма. Сега му требаат обично до 3 дена, тој е дем минимален што настанува, доколку настане, да си се ресорбира и да се добие потполната форма. Да си дојде на себе. Да си дојде на себе. Да. Значи, максималната количина која може годишно се стави овие хиалуронски филери е 20 мл, значи тоа е еден шприц малку поголем, значи да не мислат луѓето дека може да ставиме некоја неограничена количина на годишно. Да, значи на годишно ниво зборуваме, додека при една сеанса, значи може максимум да се стават 5 мл. Тоа е некаде околу една супена лажичка од прилика. Значи тоа е максимално зборуваме на целото лице и устните. Се што е над тоа е фейслифтинг, не зборуваме за таа форма, зборуваме за овие сите други работи. Ова веќе за лице? Да, ова е за назолабиалните бори. Ги гледате, значи тоа се борите кои што се уват помеѓу носот и устната, значи кои што сите луѓе ги имаат. Најчесто, докторе, таму се најчесто се, и околу очите? Да, околу ќе зборуваме прво ќе ви објаснам за назолабиалните бори, кои што се најчести и најголемиот број на пациенти, посебно над 40 години, доаѓаат за апликација на филерите во оваа регија, токму на оваа регија, да. На левата страна ја гледате господјата кај што се јавува со бори, на десната страна каде што веќе се тие скроз, да не речам, исчезнати. Сега што е многу битно во целата оваа работа. Значи, самиот производител стилаж, затоа е во светски рамки признат, има разни филери. Значи, ние ги делиме по S, значи што би дошло, нели, како купувате облека small, S, M, L, XL, XXL, кој што најретко се користи, меѓутоа се става кај постари мажи, и липсот кој што е за специјално за устните. Сите тие се разликуваат различно во зависност од волуменот што го имаат. Тоа е умешноста кој филер ќе го ставите. Значи тоа е нашата работа. Значи треба да се одреди возраста, спрема возраста не е сеедно кој ќе го ставите и нормално длабочината на борите и кое место од лицето се става. Значи јас не можам да ставам тоа што го ставам во устите, да го ставам на пример на јаболчниците или на назолабиалните бразди кај постари луѓе. Значи тоа е оној дел кој што е науката и техниката на самото ставање на филерите. Значи, како што кажав за назолабиалните бори, втората многу применувана апликација на филерите е на јаболчниците. Значи, тоа се исто така да, дека на оваа слика не се работи за јаболчниците, меѓутоа во текот веројатно на разговорот ќе се појави слика која што јас ќе го објаснам. Тоа се јаболчниците кои што се прави една паралела меѓу врвот на увото и крајот на носот, се прави една дијагонала за да се одреди каде се аплицира. И на местото каде што завршува, горната точка каде што завршува веѓата, се спушта една вертикала со крајот на црнката на окото, во која што тие две се поврзуваат и средната точка се става помеѓу нив малку подолу. Апликацијата што е многу битна у целата работа е се става... Не е било каде си. Не е било каде, не само што не е било каде, не е ни формула како апсолутно, да, не е ни сеедно кој од овие филери ќе се стави и колкава количина ќе се стави. Тука е техниката во самата работа. Значи, што е многу интересно, да не заборам, овдека немаме анестезија. Овдека анестезијата ни е лед. Значи, мраз. Држиме 5 до 10 секунди на секоја точка пред да боцнеме. Значи, боцкањето е под прав агол, го ставаме филерот, како што реков, точно ние знаеме кој филер, колкава количина и пациентот буквално безболно за 3 минути ја завршува работата. Значи, тоа е второто место каде што најчесто го аплицираме филерот, кај што луѓето им се уват после назолабиалните бразди, се уват јаболчниците. Сега стигаме до она што е многу интересно за посебно помладите, тоа се устните, кои што има разни форми на устни. Значи, имаме
она М буквата М, кој што најчесто го имаат тоа, и имаме кис усни, она што е сите на апликациите на мобилните телефони што е бакнежа. Тоа се две форми кои што се најчести. Меѓутоа ние како од докторски аспект често пати имаме доаѓаат пациенти сака да каже да и се стават усни да изгледа како Анџелина Џоли, па имаме усни Анџелина Џоли, па имаме усни вакви онакви и така нато. Поретки се тие да видов. Меѓутоа морам да го кажам ова. Со секакви барања. Апсолутно, да. Значи ние си ги знаеме тие форми, знаеме да си ги направиме. Тие се навистина 2-3-5% од сите, меѓутоа двете форми, формата на буквата М и формата на КИС. Тоа се двете форми кои што ги правиме ние. Сега тука е штосот на апликацијата, како ќе се направи, колку ќе се стави така натаму. Многу битно за самите гледачи е дека прво ја формираме контурата на устата, значи имаме два убода на самата уста, значи контурата на устата е на линијата кај што се шминкаат жените, значи тоа е на помеѓу лигавицата и кожата преодната линија во која што се боцка 1 милиметар. Значи морам да напомнам дека и овдека е апликацијата апсолутно безболна, значи боцкаме анестезија во устата внатре со 4 убода. Еден горе лево, еден десно, горе еден еден горе лево, еден десно горе и двата лево и десно долу, значи 4 убода. Тотално се добива безболност и понатаму си работиме на полнењето на устните. Кога ќе добиеме контурата, како што кажа, понатаму идеме на работа на волумен. Има резултати, така? Да, апсолутно, значи моменталните се резултатите. Како што влегува хиалуронот, тој се врзува со водата и затоа е монофазен. Значи веднаш ја формира таа од хемиски аспект нели врска која што понатаму си го формира волуменот. Значи кога ќе завршиме со контурата, идеме на длабочината. Значи она што го викаме ние длабочина. Тоа е во средната третина на устната. Јас потаму кога ќе имаме снимки на екранот ќе малце поубаво објасниме, значи во која што се оди малку подлабоко и се аплицира хиалуронскиот филер во самата средина на устната. Тука идеме 2 до 3 милиметра, исто така безболно, и се става. Истото кога ќе се заврши горната уста се става во долната уста. И волуменот е, да, овдека имаме еве, значи на левата страна кај што не е аплициран филерот може да се види таа граница, значи линијата на шминкање, и каде што се боцка за контурата, а понатаму средината на самата устна, да, еве, убаво може да се види на горната слика, на долната устна кога би се гледала, значи средината на самата устна е местото каде што се формира волуменот. Сега, кога ќе завршиме со волуменот, ја правиме ширината на устата. Значи ширината на устата изгледа тоа е посебна процедура. Да, апсолутно. Значи ширината на устата значи да не кажам кога ќе отворите се смеете онака. Значи имаме поширока, може да направиме потесна. Ако сакаме да направиме поширока, влегуваме малце 1 до 2 мм во самата кожа и ја правиме поширока. После тоа, доколку сакаме потесна, влегуваме 2-3 мм во самата устна, значи ја скратуваме кожата и правиме потесна уста. Се тоа е науката на самата апликација. Значи буквално работиме цртање на устните. Она секој што сака. Јас кога ќе дојдат кај мене пациентите, јас пред огледало, им го давам огледалото и им кажувам да се тргнам и ги оставам 10 на 20 секунди да сами се формираат формата која што сака да ја добијат. Кога јас ја видам визуелно таа форма како изгледа, ќе ми мене полесно знам зашто се работи. Некои сакаат пошироки, како што реков, усни, некои сакаат потесни, некои сакаат поголем волумен. Јас во принцип сум пошироки си постојано насмеа. Делува така, да, делува дека си постојано насмеа. Не, меѓутоа да бидам искрен, не стои ке секого тоа така. Да. Значи тоа е веќе апсолутно. Треба да има и лице кој што ќе укаже. Секој специјалиста кој што го става филерот, значи треба да си има своја визија како изгледа. Значи она како уметниците, он ја гледа сликата претходно како ќе се нацрта. Тоа е многу битно. Зборуваме дека во денешно време со медицината толку отиде напред што многу работи се возможни. Можеме буквално да се бориме или да ги елиминираме борите кои што се неизбежен дел од животот, зависно нели кој како си сака, но има ли рок на траење? Значи ова не е до животен ако еднаш направите дека до крајот на животот вие ќе го имате тој изглед. Тоа е предноста на филерите. Значи тоа е предноста на филерите. Значи
рокот на траење, значи тие не се вечни, значи за разлика од она што го викам тетоважи или кои ќе се стават некои стални средства за зголемување на лицето, вие не можете да се менувате формата, тоа е трајно. Меѓутоа, овдека разликата е што после 10 до 12 месеци, тоа е многу индивидуално. Значи, меѓутоа, просекот е меѓу 10 и 12 месеци, лицето или устните си ја добиваат старата форма. При втората апликација, малку поголем рок на трајање, бидејќи нешто од тој хиалурон останал натаму. Третиот пат веќе е многу подолго и така натаму и така натаму. Значи во просек еднаш годишно, така како во просек индивидуално. Значи хиалуронот го има во самиот организам. Колку ќе издржи хиалуронот при апликацијата, зависно е колку организмот му недостига и колку си го тој ресорбира тој вештачки ставен хиалурон. Значи не зборуваме, што е многу битно за гледачите, хиалуронот секој организам го има. Значи секој човек го има. Значи не е нешто страно што се става и затоа тој има ресорбција, си има век на траење, бидејќи го ресорбира. Тоа е на некој начин дополнување. Дополнување, баш така. Значи што е предноста сите други работи кои што би се ставале, значи не е страно тело. Тоа е тело кое што го има во организмот, меѓутоа е вештачки, нели, фабрички направено од хемиски аспект. Така да за луѓето е многу битно да знаат дека доколку не си се свиѓа после неколку месеци, тоа ќе исчезне. Значи не е тоа вечно. Си се враќате повторно во она нормална состојба. Кои се видови на доктори можат да се занимаваат со една ваква дејност? Многу интересно прашање. Значи затоа што е важно и за луѓето, за пациентите да не отидат сега не знам некаде кај. Тоа е основното, значи ние сме во Македонија, значи доста малку сертифицирани доктори за апликација на хиалуронски филери. Во тек е формирање на едно здружение кое што ќе ги опфати сите сертифицирани доктори во Македонија за да би можело да се заштити од злоупотреба на разни немедицински лица. За жал, Македонија е такво подрачје во кое што немедицинските лица се дрзнуваат да стават хиалурон. Значи, не знам кој во светски рамки кој производител на немедицинско лице ќе му даде сертификат. Доколку им побараат сертификати, тие немаат да бидам искрен. Значи, ние точно ги знаеме докторите кои што. Јас како орален хирург и ние во Невромедика, значи тоа е регијата која што е многу битна, лесно е да се аплицира. Меѓутоа тешко е ако настанат последици. За жал, милион последици значи настануваат овдека. Јас неа донесов, имаме една шема во која што крвните садови и нервите се нацртани на самото лице и врат, да не зборувам, значи знаете, медицински лица сте, што значи тоа? Една грешка што може да направи? Значи може да направи фатални последици од да не кажувам каков аспект. Значи, доктори кои што може да аплицираат, значи претежно ради анестезијата, бидејќи се изведува во устата, тоа се доктори стоматолози и мојата професија орални хирурзи. Значи, јас не случајно го работам ова, бидејќи тоа е мојата бранша. Значи, мојот дел е оралната хирургија, све што се внесува на уста. Значи, докторите од стоматологија и оралните хирурзи се тие кои што идеално се тоа може да го работат. Втората категорија кој што доктори исто така може да го работат, меѓутоа е проблем при анестезијата, бидејќи немаат едукација, треба да стекнат накнадно едукацијата, се кожните доктори и третата се пластичните хирурзи. Тоа се три категории. Сега тука би ги ставил можеби сите други доктори, меѓутоа проблемот е анестезирањето. Значи ова кај што имаме со мраз, со лед не е никаков проблем. Проблемот е анестезијата, која што на мојот факултет или на мојата специјализација орална хирургија се губат 2 години за учење на анестезија. Сега вие ставите го на кантар колку некој му треба време да го сето тоа научи, да нема никакви последици по пациентот. Бидејќи не е проблем ако има болка. Меѓутоа проблем е при самото давање на анестезијата, бидејќи се става во самата уста да не се направи некоја компликација. На крајот на криштата своето лице му го доверувате на некој во кој би требало да имате комплетна доверба и истиот тој да ги изврши задачите значи, на најдобро ниво. За жал, значи е тренд све што е ново покушаваат да го донесат сите, додека не се кристализираат и да го работат сите. Додека не се искристализираат сите работи онака како што е потребно да бидат. Докторите се единствените лица кои што може да ставаат хиалуронски филери. Значи тоа се одговорно се тврди, јас го тврдам, значи во постапка сме на формирање на здружение, во кое што значи во соработка со Министерството за здравство, во кое што ригорозно ќе бидат санкционирани
докторите кои што немаат сертификати и посебно, значи, докторите кои што лицата кои што немаат медицинско образование. Значи во припрема, апсолутно, во припрема е закон во кој што и затворски казни ќе бидат, бидејќи ова е тренд светски, во кој што ќе може да се казнуваат и со затворски казни на лица кои што не се сертифицирани и лица кои што не се медицински при апликацијата. За жал, нели, во нашава средина прво се стават и граници на бизнисот апсолутно. И на она што ова не е бизнис, ова не е играчка. Така е. Значи да бидеме искрени, све што се работи со човек, кога се внесува нешто во длабината на човечкото тело, тука импровизација нема. Значи сите кои што се медицински лица многу добро тоа го разбираат. И би сакал да им кажам и на гледачите дека тоа е навистина нешто кое што треба дебело да размислат кому ќе му го доверат своето здравје. Ни беше мило. Еве денеска што се дружевме. За убавите совети и за убавиот разговор, да. Фала на поканата. Треба да се направи граница, дистинкција луѓето да направат во однос на оваа проблематика која што зборувавме, бидејќи не е се само козметологија, туку значи ова е далеко од козметологија, ова е медицина, значи мојата мисија во Невромедика е прво заштитата на самите пациенти и нивното здравје. Значи никаква убавина нема цена ако било како го загрозиме здравјето на луѓето. И тоа е мојата основна прва мисија. Ќе ни биде задоволство да дојдете повторно и да зборуваме на ова или пак на некоја друга слична тема, може и од областа на оралната хирургија. Секое време, благодарам.